Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Во Скопје утре ќе има изменет режим на сообраќај поради протестниот марш што го организира Сојузот на синдикатите на Македонија. Маршот ќе почне во 12 часот и 5 минути пред седиштето на синдикатот на улицата Мирче Ацев, пошто учесниците ќе се движат низ централното градско подрачје до зградата на владата на Македонија. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека ќе има привремени ограничувања и пренасочување на сообраќајот и апелираат граѓаните да ги почитуваат упатствата на полицијата. Во дворот на општина Кисела Вода денес се одржа инклузивна акција на садење цвеќе, во која учествуваа деца со церебрална парализа, нивните родители, советници од општинскиот совет и волонтери. На настанот присуствуваше и градоначалничката Бети Стаменковска Трајковска, која истакна дека ваквите активности праќаат силна порака за важноста на вистинската инклузија и активното учество на секое дете во општеството. Во акцијата се вклучија и волонтери од здруженијата Крафт Конект Дубица и Златни ангели, а настанот заврши со песна и дружење со децата. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски изврши увид во градежните активности за реконструкција на јавните и пешачките површини во средишниот дел на населбата Ново Лисиче, кај кулите меѓу зградите 39, 41 и 43. Според него, старите и дотраени плочки се заменуваат со нови павер елементи, со што просторот ќе добие поуреден изглед и повторно ќе биде побезбеден за движење на граѓаните. Со проектот се обновуваат околу 2500 квадратни метри јавен простор, што секојдневно го користат жителите на населбата, со цел да се создаде поуредена и пофункционална околина. Реконструкцијата се реализира со поддршка на владата на Македонија, а вредноста на инвестицијата изнесува над 8,2 милиони денари. Општинските власти најавуваат дека ваквите активности ќе продолжат и во други делови од општината Аеродром. Во општина Бутел почна реализацијата на проектот за изградба на пешачка патека и уредување на речното корито на реката Серава во населбата Бутел 1. Градоначалникот Дарко Костовски заедно со градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски извршија увид во активностите за чистење на коритото и изградба на пешачката патека. Според најавите, коритото на реката се чисти по повеќе од 20 години, а новата пешачка патека ќе биде долга околу 1590 метри. Во рамките на проектот ќе се постави и ново лед осветлување, клупи и дополнително зеленило. Од општината посочуваат дека новиот уреден простор покрај Серава ќе стане место за прошетки, спорт и дружење за жителите на Бутел 1 и околните населби. Општината Ѓорче Петров се стекна со европската ознака CEF Effective User Label, признание што ја потврдува успешната примена на високи стандарди за управување со квалитетот на јавната администрација. Со ова признание општината станува прва во Македонија, која успешно го поминала процесот на независна надворешна евалуација и добила ваков сертификат за институционална извонредност. Градоначалникот Александар Стојковски изјави дека признанието е резултат на системска и професионална работа на општинската администрација, како и на заложбите за поголема транспарентност и подобар квалитет на услугите за граѓаните. ЦАФ моделот представува европска рамка за управување со квалитет во јавниот сектор, која придонесува за поефикасна администрација и подобрени услуги. Општината првиот ЦАФ циклус го почнала во 2016 година, а вториот го реализирала во 2024 година. Градоначалникот на општина Карпош Сотир Лукровски денес оствари средба со вршителката на должност амбасадор на Соединетите Американски држави во Македонија Никол Варнс. На состанокот се разговараше за тековните проекти во општината, приоритетите за развој и можностите за привлекување странски инвестиции на локално ниво.
Присутни беа и секретарот на општината Мирјана Пекческа и советничката за политички и економски прашања во амбасадата на Соединетите Американски држави Розита Мреношки. Средбата, како што беше речено, представува чекор кон продлабочување на соработката меѓу општина Карпош и Соединетите Американски држави, како и поддршка за развој на локалната самоуправа. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расцуте сни. Вечно ќе ја